правиш? Ништо. Оди веднаш во мојата соба, земи го мојот куфер и собери ги сите мои работи. Големиот или малиот? Големиот, Кафеавиот или црвениот? кафеавиот. Сега одма или може малку попусно? Сакаш десна или лева? Значи, оди веднаш во мојата соба, земи ми го мојот голем куфер, кафеавиот, собери ми гајчи и мајци, се, веднаш. Веднаш. Лаж го! Вилијам! Госпоđо, замина. Каде? Беше многу луд. Ја тресна вратата и замина. Господинот Скат го викнавте ли? Да, го викнав. Треба да пристигне во секој момент. Кети, нема многу време. Вирус. Ајде. Нема многу време, морам во банка. А ти плачеш? Зошто? Скаравме со Вилијам, но што си имаќе. Ме фати во лага за вчерашниот ручек со тебе. А зошто си го лажел? Па не мислев дека ќе ја дознае вистината. Ама зошто не му ја кажа вистината? Вчера напладне те сретнав пред Савој. Ми кажа дека Вилијам ќе руча со адвокатот, бидејќи јас никогаш не ручам дома, а ти беше сама, те поканив и заедно ручав. Воопшто не си го познаваш пријателот. Вилијам е многу љубоморен. Секогаш наоѓа по нешто да ми замери. Ако толку добро ти го познаваш, тогаш зошто ја прифати мојата покана? Ти беше стодевно да седам само дома. Ти да не мислиш дека ми причинува задоволство да ручам со тебе? Не си духовит. О, благодарам. Джим, само да го видеше, џабе плаче, го уверува на сите начини дека келнерот се препознал. Дори ме нарече и лажга. Лажга? Навистина не знам зошто така те нарече. Джим, те молам, немој и ти. А кажи ли на жената? Еј, не, заборави. Одлично. А како одлично? Јас не ја лажам Меги. Ќе ја кажам кога ќе си одам дом. Само ако си се осмелил. Јас ќе негирам, ќе кажам дори дека постојано се вртиш околу мене и дека ме нападна. Кети, што ти е? Ако сега му признам на Вилијам дека сум го лажала, ќе се вообрази дека сум го лажала со години. А верувај ќе има последици и за тебе и за твојата жена. Добро, Кети, те молам. Джим, те молам, помогни ми, очајна сум, не знам што да правам. Вилијам. Ќе ве оставам насам. Ти кажа ли? Да, ми кажа и навистина ми е многу жал за целото ова недоразбирање. Недоразбирање? Ти ова го нарекуваш недоразбирање? Толку е безобразна што отишла да руча во Савој, каде што ме познаваат и гости и келнери. И таа таму отишла да руча со некој глупар, идиот, поштаплен, стока, селјачиште. Келнерот ја познал, ја поздравил, а таму од поздравила клинувачно со главата вака. Бидејќи таа се компрометира така јавно по ресторани, значи има изгубена секаква мерка за пристојност. Или е до уши зајубена во тој глупар, идиот. Добро, Вилијам ми кажи први. А замисли, мене ми рече дека била да јаде пецива во некоја пекара. Гледај, јас мислам дека си премногу вознемирен. Пробај смирено да разговараш со неа и така ќе ја дознаеш вистината. Вистината? Да. Па каква вистина? Таа лаже по навика, лаже без потреба. Таа ти е уметник во лажењето. Сега, па зарем жена која не лаже би била жена воопшто. Не сака деца. Не сака да чуе да ми роди дете. Тамо не знам. Доста ми е веќе од овој живот исполнет со кави и лаги. Јас да работам за таа да шета по ресторани и да троши. За еден час ќе дознаам кој е и ќе му ја ставам раката нарамо. За еден час? Како? Келнерот Хенри од Савој ќе дојде тука и секи ми кажа. Келнерот Хенри? Добро, ти будала ли си? Сакаш утре да раскажува на сите за тебе? Добро, Вилијам, еве ако дознаеш кој е, што ќе направиш? Го убијам како куче. Со помошта на овој албум Хенри ќе ми помогне. Во него ги има сликите од сите мои пријатели. Тој ќе го познае господинот и ќе ми каже. И како само си се сетил, браво, а мојата слика таму ја има? Па најдобар пријател си ми, на првата страница си.
Господине, надвор чека еден господин, кажа вие сте го викнали. Да, пушти го нека влезе. Той е келнер. Келнер? Хенри, повели, седни. Види вака, Хенри, јас и мојот пријател имаме една дилема. Дори се обложивме и по $100 дека ти можеш да го познаеш господинот кој што вчера ручал со жена ми. Господине, изгледа сум направил грешка. Грешка. Ме молам, Хенри. Ова е албум со слики од сите мои пријатели. Земете го, разгледајте добро и внимателно и, ако го познаете господинот, ќе добиете $50. Значи $50 го познам господинот кој што ручи со вашата жена. Токму така. Гледајте внимателно и не брзајте. Ќе разгледам. Турен? Рековте нешто? Не, јас така само си пеам. Пред да станам келнер бев народен пеач. Па имаше една песна. Тури, тури, пацо, Да снапи ме! Хенри, Джим! Мојата песна! Леле, шо сум правил на моја песна, леле! Ти си ова? Да, јас сум. Си личиш? Јас сум, како нема да си личи. пак те има! Скапи слики! И Хенри? Чаба гледам господине Харисон. Го нема во албумов. Тој беше висок, чевав, дебел. Не можем да го препознам. Оред. Поведете ша... пари. Пари? Вие во неа ги чувате парите? Да, знаете господине, во неа ги чувам парите, се чувам од джапароши. Но ед се скинал поставата и испаднале. Оред. Ти мал надоме зашто да го знемери за джабе. Верувате господине Харисон, воопшто не беше за джабе. Поведете да ви испитам. Само се пострам за господине. Догледање! Догледање! И господине Харисон, да ви кажам за господинот кој што ручи со вашата жена. И пари ми зема и ќе му кажа. Готов сум. Го виде? Кој? Хенри. Што ќе? Потплатен е. Парите во капата сигурно беа награда за неговото молчење. Не, јас не верувам. Не, грешка си. Нема шанси. Не. Како и да е, замирувам. Не можам да живеам повеќе со Кети. Ке барам развод. Добро, Вилијам, размисли малце. Каде ќе одиш? Во Сан Франциско. Во Сан Франциско! И кога ќе се вратиш? Кога ќе го пронајдат тој кој што ручал со жена ми. Добро, како ќе го пронајде? Еве, Хенри не може да го позна. Нема да се задоволам со тоа. Ке го ангажирам Том Морей, најскапиот и најдобриот приватен детектив. Тој сигурно ќе го пронајде. Така. Јаде си дома. Кажи ми само во колку имаш воз? За 1 час. За 1 час. Јас сега морам да одам до банка, а за 1 час ќе дојдам на станицата да ти испратам. Во ред, Ајде. Вили, драги мој Вили. Не сум ни драги, не сум ни Вили, остави ме намир. Вили мој најсакан, понекогаш си така нервозен. Се сеќаваш по венчавката?
ти ги се изнервираш и аз ще кажем нещо, ки се насмя, а той двайците се смеят. Колко не беше убаво? Да, но денеска му дойде край на смеенето. Не сакам да го слушам повече твоя глас. Добро, Вилиам, що имаш против мене? Що съм ти сторила? Со кого ручаше вчера? Ти кажав со никого, бев до пекарата. Со кого? Со кого? Нема да ми одговориш. Си стоиш на лагата? Па да знаеш, Чикаго е за мене веќе минато. Не сакам да живеам повеќе ово. Но вистина, ага да ти одиме. Нема да одиме, ќе одам. Те напуштам. Добро, Вилиам, и да съм вручила во Савој. Што има толку лошо во тоа? Аха, тука сме! Реков и да съм вручила. Зарем ти не си вручила со друга жена. Никогаш. Но вистина, тога жалам што го сторив тоа и ветвам, нема да се повтори. Значи признаваш. Само да ти направам задоволство. Задоволство. Мислиш, че към мене ми представува задоволство да изгледам смешен во очите на приятелите? Неговото име. Неговото име. Ке ти е? Но истина, што ке ми е? Најпосле седно ми е дали ке знам како се вика или не. Нашата среќа јонака е разрушена бидејќи немаме дечиња. Вилиам, те молам. Ме лажеше и за тоа. Колку пати пред венчавката ми рече дека сакаш деца. Знаеш дека јас ги обожувам. Дури бакнуваше и непознати деца на улица само за да ми угодиш. Но после венчавката ми рече дека мразиш деца и дека воопшто не ги поднесуваш. Јас сум го рекла тоа. Ти го рече тоа. Па добро, може би и сум го рекла, не се седим. Знаеш, најпосле да имавме деца, може би ке бев обрзан да го продолжам овој брак. Но вака, без дечиња, и јас и ти сме слободни. Аха, значи тука сме. Сакаш слобода, любиш друга. Знаеш дека тоа не е вистина. Навистина, ме любиш мене. Ах, мој Вили. Ти значи никогаш нема да разбереш дека за среќа освен љубов е потребна и доверба? Ти ветувам, ќе ти ја кажам целата вистина. Вистината задржи се ја за себе. Јас замирувам, с Богом. Вилијан, Вилијан, Вилијан. Госпоđo, надворе госпоđa Меги. Да ја пуштам? Добро, добро, ќе ја пуштам. Ке ти? Меги, ме напушти, го молев, ползев пред него. Се комев дека повеќе ништо лошо нема да стора. Но не сакаше да ми прости за тоа што не сум родила син. Да можам да поправам некои работи би му раѓала и по 2 деца годишно, но веќе е доцна. Никогаш не е доцна. Доцна е, него го нема. Нема како да му родам деца. А да си посвоиш детенце, само колку да се врати Вилијам назад. Да посвоим дете? Па го познам и јас Вилијам, тој би сакал тој да биде татко на своите деца. Ама нема да му ја кажеш вистината. Молам? Слушај, пред 3 години се запознав со една млада жена. Мажот ти беше морнарски официр. Човекот беше бесен за тоа што тие немаат деца. Затоа таа искористи едно негово долго патување, отиде во прифатилиштето и си посвои новороденче. А кога мажот ти се врати дома, Аха, разбирам. А мажот никогаш не се посомнувал. му ја каже вистината, но кога го направи вистински татко. Меги, ти си злато, ми го спаси животот. Кој што денески си посвојам дете. Ти луда ли си? Па мажот ти те оставил пред 10 минути. Ау да, ќе чекам неколку месеци па ќе му пратам телеграма. И е така. И од време на време ќе му пишуваш, ќе му допалаш по нешто за да го подготвиш за радосната вест. Меги, чанто ни ета, па ти подобро лажеш и од мене. Ова не е лага. Ова е само изговор. Ајде, одам јас сега. Треба да правам ручек. Од денес жив ќе руча само дома. Е така, насмени се малко. Ајде, догледај. Леле, колку сум нервозна. Конечно ќе бидам со мажот кој не сум го видела 8 месеци. Добро, ке ти смири се, стрпи се уште 24 часа. Утре вечер ќе биде до тебе. За неговото враќање треба да ти бидам благодарна тебе и на твојата Итрина. Ова беше единствениот начин. И ова нека ти биде една добра лекција за воиднина. Од тогаш не лажам ниту за безначајни ситници. Сегна сам од лагење па да го лажам човекот што го сакам. Бебето кога треба да го донесе? Утре изутрина. Тешко е 5,5 кила. 5,5 кила! Одлично! Знаеш, Меги, откако оваа лука е кај ми се промени. Стоја по 15 минути.
се разнежливо, се смешкам. Во животот навистина постоеле по-добри работи од балови, ресторани и танци. О, душа. Што е? Што ми се смеете? Не ти се смееме, ние ти се восхитуваме. Па ти си одличен маж. Одличен маж кој се уште не вечерал, а веќе е 9 часа. Ќе му речем на Джон да донесе сушено месо. Остави, ќе му донесам јас. Не е како во Савој, но... Не ме подсетвајте, молам. Најскапиот ручек во мојот живот. Ех, многу, $4 без виното. А $300 на келнерот? А уште $500 на детективот? Ау да, ги заборави в тие ситници. Ситници! $800 за тебе се ситници! Извини. Тоа ти е за ум да не покаруваш туги жени на ручек. Од тогаш не јадам ни со мојата, не со туѓи. Кога сме веќе кај жени, разговарај со Меги. Запнала секоја година да ми раѓа по еден таков лигавец. Да, разбирам. Па јас си ја дадов таа идеја. Тоа е супер да ти раѓи дечиња. Ти мразиш деца? Ајде, тебе ти се свртел умот од лагата. Останало едно крило од пиле. Крило. Телеграма за господјата. Каква телеграма? Не знам. Стигнала со задоцнување поради бурата. А може и не е ни за нас. Джон! Добро де. Од Вилијаме. Бродот не за превовера Круз. Си доаѓам ден порано. Ден порано ќе ве стиснам со бакнеше тебе и синот. Вилијам пристигнува вечерва. Но детето ќе го донесат дури утре. Биле пристигнува вечерва. Ајде. Меги. Чекај, да бидеме присутни. Ставај, ќе јадеш подоцна, ќе одеш во прифетилиштето и на директорката ќе ја кажеш. Дека се уште не сум вечерала, веќе е 9 часот. Само на јадење мислиш, а немаме ни дете. Добро, ќе одам. Да се спремам јас на брзина и права на станица да го пречекам Вилијам. Горам од настрпливост да го видам. Каде? Пред 8 дена си се породила, а веќе сакаш да излезеш. Ау да, леле драга да не си ти би направила страшна глупост. Слугата го изместили зон. Да, тој замина и во бунар ке скокне. Ке ти? Му ја покачив и платата. Тоа е веќе посигурно. Седни овде да те наместам. Ти ја наместам косата. Чекай. Ти ставам пудра, за да изгледаш погледо, бидејќи се уште не си оздравен. Леле, претерав, еден тон пудра ти ставив. И мила моја, не заборавај да зборуваш со сосема слаб глас. Ти благодарам, драга, не се мислиш. Па кога ти не мислиш на ништо. Како на ништо? Па јас мислам на мојот Вилијам. Стигне господинот. Меги, бебе! Молчи, легнуве веднаш. Преправи се дека спиеш. Меги, Добре дојде. добро ве најдов. Како е таа? Одлично, колку што може да биде добра жена во таква состојба. А син ми, како е тој? Прекрасен. Кој е тоа да не е Вилијам? Кети! Мислев дека некогаш нема да пристигнам. Но веќе си тука. Многу е бледа како еден тон пудра да има ставано. Се намачи кутрата. Слушнете, бебето мрдна во луката. Вилијам! Каде е син ми? Каде? Одеди на прошетка. На чиј сво? Така препорача доктор. Добро, ако така препорача докторот, но зошто е со Джим? Зошто не е со дадилката? Таа ќе пристигне утре. Утре, зарем детето уште нема дадилка. Имаше. Ама и секна млекото и полото. И затоа Джим се понуди да го прошета малото. Но тој мрази деца. Напротив, луде по нашиот син. На која страна отидоа? Компаркот. Ќе одам да ги престигнам, се враќам веднаш. Но Вилијам, па само што се врати. Ама драга те, молам, разбери ме. Многу сакам да го видам. Веднаш ќе се вратам. Ај! Што е пак сега? Не си се обрекол, ма боди брадата.
Нема време утринава. Не сакам со таква брада да го бакнуваш синот. Во право е Кети, бебешката кожа е мека и осетлива. Можеш да го повредиш бебето. Право сте и двете. Не сакам првата средба со син ми да му остави лош печто. Јас ќе одам да се избричам. Каде е тој Джим? Оде телефонирај го при фатилиштето. Чекај, слушам чекор. Некој доаѓа. Конечно, каде си ти досега? Се шеткам на кафе. Каде може да видам? Молчи, Вилијам е овде. Пристигна пред 10 минути. Зошто се задржа толку? Не сака да ми го дадат бебето. Мајката се уште не дала согласност, па пратија човек кај неа. Ама јас не можев да чекам. Кети! Погледни го како спие, како ангелче. Душа! Срце. Лигле! Ти си лигло! Госпоđo, дојде директорката на прифатилиштето. Сигурно ја носи согласност од мајката. Си рекол овде да ја донесе согласноста. Тргнуве веднаш додека не се пресретнале со Вилијам. Госпоđo, исте како татко му. Како бе не дава согласност? Ја зеде ли согласност? Доаѓа Вилијам. Джим! Како си? Одлично, а ти како си? Јас сум добар, но каде е сини? Во луката? Сине! Погледни Кети. Прекрасен. И тој има дупче на брадата како мене. Господин, и јас истото и го кажав на господјата. Џон, ти немаш работа. Џон! Како го крстивте? Джим! Кажи, Джим, молам. Джим. Кој е? Добро знаеш дека бебето се вика Джим. Ау, бебето! Да, Джим, ама јас мислам, мене ми вика. Проблем. Ке ги мешаме постојано. Ај Джим не е некој убаво име. Ау, благодарам ми значи много друга. Благодарам. Ние по дома ке си го викаме Боби. Убаве Боби, што Вилијам, ќе го наштати што сапуница. Заборев. Да довршам со бричење и ќе се вратам да те бакам, сине. Джим! 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 Мене ме вика, ја мислам на бебето. Добре ти ке имаш син вака како мене. Вака како тебе, не е проблем, можем уште утре. И ти си луд по него. По кого? По Боби. По него? Кети и Меги ми рекоа. Кети и Меги ти рекоа. Да. Луд сум, за во лудница сум дури, да. Луд сум. Тресни имам уште еднаш, нема да те состават после. Што да правам кога ништо не разбираш? Се треба да ти се нашапа. Проблем. Мајката не дава согласност. И ако за еден час не го вратиме бебето, ќе дојде да си го земе. И ти наместо да ни кажеш, молчиш како нем. Како да кажам пред Вилијам? Па што не ни даде некаков знак? Знаеш што е знак, нели? Мислите, лесно е да се даде знак дека мајката не дава согласност? Подобро да се убијам. Чекајте да размислам. Јас да јадам. Знам, можеме да најдеме друго бебе. И онека сите бебиња на таа возраст си личат. Вилијам нема ни да забележи. Земај такси и оди да ги обиколиш сите прифатилишта во градот. Добро, вие што мислите? Прифатилиштата работа 24 часа? Ова не е дежурна аптека или бензинска пумпа? За ваква важна работа, ако треба и ки ти отвори. Како нема да отворат нозичи сокрша да отвори? Ако не ти отворат, скрши ја вратата. И тоа ако не ти успе, скрши го прозорецот и влези преку прозорецот. Колку сте само умни и двете. Значи ја сега доодам и динг-донг, добро вечер. Да не имате бебе, да не ви треба, нас ни треба. Така, бебења не се изнајмуваат, не е ова рента кар.
Леле, Сигурно се дојдели по бебето. леле, леле, леле. Господјо, дојде слугата на берачката. Обично ги испраќаат лиштата наутро, но кај малку хаос. Газдарицата родила близнаци. Близнаци! Да, близнаци пред 8 дена. Пред 8 дена. 9-10. Джон, оди спреми ја кошницата, мод. Остави го. Модер? Вашата газдарица родила близнаци? Да. Близнаците се тежок терет. Терет. Што мислите? Би дало ли на посвојување дете во некоја подобра фамилија? Би дала? Да. Ја разбирате ли, госпоđето, што ме прашува? Да. Значи ќе се согласи. Да. Да или не? Не. Зашто само повторувате комент? Добро, џабе го цркате, нели гледате дека детето е само за алишта. Не можете да се разберете со него. Така ли е, Мод? Да! Па тога штом ти се разбра со него, ти ќе одиш по бебето. Јас да одам? Да. Со него, по бебето? Нема шанс. Но Джим, ова бебе не го прави судбината. Па судбината нека го донесе, зошто ние да одиме по него? Джим, не биди тврдоглав. За мојата смрт ќе бидеш одговорен ти. Добро, ќе одам, добро. Па мое! Ајде, излегуваме, ајде. Джим, Кажи. бидејќи кога ќе се вратиш, Вилија може да биде овде. Чекај доле и свиркај. Проблем. Не знам да свиркам. Значи ти ништо не знаеш. Јас да знаев дека ќе дојде до вакво нешто, приватни часови ќе земам за свиркање. Ама од каде да знам дека баш вака ќе треба да се разбираме со свиркање? Знаеш ли да имитираш животно? Знам. Знаеш ли да мјаукаш? Знам. Мјау. Одлично. Одлично. Тогаш чекај доле и мјаукај. Додека не ти дадам знак, не се качувай горе. Добро. Балканите алишта за кеперачката. Јас да ги носам валканите алишта. Джон, дај му ги алиштата на Мод, тој ќе ги однесе. Добро. Слушај вам, да ми го чуваш крилцето. Кога ќе се вратам, сакам да јадам, ме разбра? Да. Боби. Вилијан, седни до мене. Кажи ми, го заборави ли нашето милото? Драга, животот за нас двајца доправа започнува. Не сме двајца, сега сме тројца. Поем нема да застанеме овде. На Джимо требаат уште брачиња и сестрички. Навистина, сакаш уште? Ке ти. Крило. Покрај се сте успеали да ми спремите и убава вечера? Мислевме дека ќе си гладен, па затоа. Да ви го однесем во кујната, таму ќе ви е позгодно. Не, тука ми е многу попријатно. Мјау. Што е ова, имаме и мачки дома? Не, сигурно мачорот од комшилокот. Мјау. Сигурно си ја бара љубовницата. Сигурно. Мјау, море, мјау. Ама на љубовницата не и се брза. Мјау. Сигурно не мисли да мјаука цела вечер. Ќе одам да го избрам. Вилијам, немој да го подигаш пердето. Но ќе го разбуди малиот. Мјау. Ќе ми новината! Што е? Постојано ли е вака? Ќе одам да му јавам јас на доктор. Не. Вака е после породувањето. Знаете, хормони. Одете во купатилото и донесете ги лековите. Плаво шишени.
машки се собраа долу. Ево го, условот е да го чувате до полнолетство. И ти рекла да мјалтнеш еднаш, а не ти како да си на аудиција. Па не ви се слуша. Во право бе, силицот. Еве е цуцлата за малата. Малата си донел женско бебе. А близначки се, не можеш да донесам машко. За да не мислиш дека Вилијам ќе дозна дека неговиот син го променил полот. А зар не мислиш дека судбината не знае што прави, па место машко ви донела женско? Тишина, за вечер во ова ќе заврши работа, а за утре ќе најдеме друго. Друго? Јас ќе треба да одам да барам друго. Еве го првото и врати го во прифутилиштето. Барем да јаде, бе, луѓе, ништо ќе јадам попат. Каде ми е крилцето? Прашав, каде ми е крилцето? Каде ми е крилцето? Джим, каде криеш? Нигде, ама брзо ќе се вратам. Што криеш таму? Каде? Ова е син ми, каде го носиш ти син ми? На прошетка, на чист воздух. Докторот рече на чист воздух да Сега, во 10 часов. А сега е најчист воздух. Ќе го ставам јас во лук. Леле, немо, ви... Леле. Што е ова? 2 бебиња. Дали е тоа што мислам? Близнаци! Близнаци! Да! Близнаци, да. А како го крстите? И јас не памтам, и ми ја прашија жената. Вилијам, го крстивме Вилијам. Еј, како Шекспир. Како татко му. Да, ти си Вилијам, да. Доцна е Вилијам, веќе требаше да спијат. Каде е другата лука? Ќе ни ја донесат утре. Леле, никогаш не е лажела Волку, од кога рече дека нема да лаже. Имаше 10 минути да избегаш со бебето да не те види Вилијам, а ти мислиш само на твоето крилце. Од ручек не сум јаден. Да те видам те... Сигурно го споиш до Пекингтон. Леле. Госпоđo, дојде госпоđo Пекингтон. Многу е лута, каже дека нема да си оди без детето. Замолете ја да причека, додека не пронајдеме друго. Друго? Јас машина за бебење ли сум? 2 најдов, не можам повеќе. Джим, те молам, оди кај перачката, донеси го и другото бебе. Па утре ќе треба да барам 2 машки. Јас синџир на деца имам, така ли? Не мрдам одовде. Джим, мил мој Джим, те молам. Па ти си добар и чесен човек, не биди тврда. Џабе се мачи. Остави го Меги, не го моли. Секи му признам на Вилијам. А тој знае тој колку е љубоморен. Прво ќе ме убие мене. Потоа ќе се убие и себе. А потоа ќе го убие и Джим. Добро, ќе одам, ама ова е последно, да знаете. Децата заспаа. Конечно може да поразговарам со Джим. Не може да поразговараш, јас морам да одам на чиство. Господине, не сакам повеќе да чекам. Која е оваа госпоđа? Што сака? Дадилката? Да, она што го доеше бебето па и секна млекото и полуде. Он тогаш мисли дека е директорка на некој префатилиште и дека сте ми земали бебе. Секој ден ми виси наврата си го бара бебето. Пуштете ме да влезам. Добра вечер. Јас сум директорката на префатилиштето. И дојдов бебето. Каде е бебето? Во ред, госпоđo, ве молам, смирете се и немојте да правите скандал. Госпоđo, јас се извинувам, но повелете навак од каде што дојдовте, да, јас ќе ви го дадам бебето, да. Таму е сместе, да. Никогаш не сум помислил дека жена може вака да збуделе кој секне млекото. Утрото ја жала. Како е името? Кили Джинк. Како? Кили Джинк. Што име ќе беше? Кумот изгледал има лош ден.
А знаете што ми текна? Без потврда од шефот на полицијата, Кили Джинк нема да ја примат во лудница. И јас ќе одам да ја пријавам. Во полиција? Но Вилијам заре мора. Мора, се додека е таа на слобода нема да имаме мир. Но Вилијам, сакам повеќе да останеш овде. Да, останете вие, јас ќе одам да ја пријавам. Не, ти Меги остани овде, смири ја Кети, јас да пријавам и веднаш ќе се вратам. Леле Меги, работата отиде преталеку. Сега ќе се отвори истрага во полицијата и секи се дознае. Не грижи се, шефот на полицијата е љубезен господин. Утре изутре кога ќе дојде секи му објасни, ми нема да не предаде. Абе, јас сум, не плашете се. Джим, што е? Што се случило? Зошто си вака? Ме претепа. Сакаше да ме убие. Кој? Госпоѓа Пекингтон. Одевме заедно до аголот. И јас ја остави и почнав да трчам на кај перачката. Арно ама и таа почна да трча по мене. Ме стигна. Кога почна да ме тепа, ме удира со чадовото. Вака. Да. И така, борејќи се паднавме долу во канализацијата. Каде е сега тоа? Сигурно е мртва. Мртва! Се надевам дека е мртва, затоа што јас кога ја оставив, беше легната во водата и не дишеше. Джим, убиецу! Јас убиец, а таа, гледај ме. То бебето беше ли? Ваков да одам по бебето. Се вратив одма назад и влегов во поредните скали. Остани ти овде, јас ќе претрчам по бебето. Редно и ти малку да потрчаш. Зајаде ги нешто. Джим, ќе одам да ги проверам бебињата. Оде. Оу, леле ме уби. Оу, тешка рака. Каде? Ла. Госпоđa Харисон, така сте заспале. Треба да се покриете. Госпоđa Харисон, каде е господин Скат? А бебето каде е? Не сакате да ми отговорите? Е, па да знаете, јас за ово ќе пријавам полиција. До гледање! Пекингтон, станала вампир, ме демне насекаде. Да не е тука уште. Не грижи се, си отиде! Спасени сме! Го земав бебето! Дай го мамо друго, одам по другото. Ме боле! Джим, земи го бебето и оди веднаш во прифатилиштето. Јас да одам кај вампирот? Не, нема шанс. Давај го. И ако не се видиме веќе, да се поздрави. Еве сум, Джим уште не е вратен? Не. Само да не е испуши од 2000 Джинк. Знаеш што направив? Нема повеќе да досадува. Пред вратата ќе стои еден полицаец и ќе стражари. Абе пушти ме бе! Абе пушти ме! Господине, овој господин трчаше со вашиот син. Джим на вистина? Лаже, не трчав, си одев најнормално. Како што си одев? Господине, трчаше. Добро, не ти е срам да го лажеш, господинот. Чекай малку. Но Джим, зошто? Епа, на чист воздух. Докторот рече на чист воздух. Пак. Па сега е најчист. Чекай да се дообјаснам со Джим. Меги, Еве ги двете нејубави бебиња! Шахмат. Тие две не се мои. наши миличок. А ова?
И тоа? Зарем Джим не ти објасни? Не знаев како. Знаеш, мислевме дека ќе сватиш дека треба пополека да ве подготвуваме, па затоа му рековме на Джим ништо да не ви кажу. Дали е тоа што мислам? Тројка! Имам 3 сина! 3 сина! Ао, ви честитам, господине, така се работи на търговината. 3 сина! 3! Четврто да не има. Не, толку може. 3 сина! И јас толку може. Господине, треба ли да го апсам овој? Не, каква апса ги, тоа ми е најдобар пријател. Во ред, јас одам да стражам. Гледај ги. Апсел! Те грабнам, че апсел! Мене да ме апсел! Оди апсите што требале! Мене ме апсел! Моите синови, прекрсти се. А како го крстихте третото? Наполеон. Зошто Наполеон? А не ли е Наполеон? Зошто? Затоа што... Знаеш, Джим многу обожава војни и му се восхитува на Наполеон, па затоа го прифативме неговиот предлог. Джим навистина? Да. Не го знаев ова за тебе. И јас не го знаев ова за мене. Сега го дознав и јас. Шок сум. Точно, ајде Меги, однеси ги децата на спиење. Однеси ги двете, поврати се по Наполеон. Наполеон. Аз съм тата. Джим, стани малце. Зошто си вака целиот? Истината? Од полицајецот, кога ме грабна сега тука на скалите, леле, вампиро. Супер! Сите си тука. Епа да знаете, јас не мрдам ододе без бебето. Во ред, госпоđо, ве молам, смирете се. Господине, вие ми рековте дека господин Цкати, че ми го даде бебето, но той знаете ли што ми направи? Да, тој се однесувал како идиот. Ве молам, вие почекајте овде, јас ќе ви го донесам сега бебето. Внимавај на не одам по полицајето. Вие? Кети, не гледа. Кети ми иде. Госпожо Бекето, ве молам почекайте. На машите му кажав дека тој е татко на децата, дека вие си дојелка. Јас дојлка, На кој е секнала млекото и полудела. јас луда, па вие сте луди. Ете ја! Тоа е киличик, хлапсете ја! Господине, тоа е госпожица Пекингтон. Таа е директорката на прифтилиштето за деца. Госпоđо Пекингтон, Да, јас нисум ни дојлка, ниту пак луда. а зошто вие ми рековте така? Не ме гледај мене, прашај го Джим. А даде. Не мавај. Гледај, работата е во тоа што прашај Меги. Таа ќе ти објасни, таа знае се. Таа го Јас ви смисли. објаснам. Госпожо Харис сакаше да посвои дете, па го прати господин Цкат во прифителиштето, но мајката се предомисли и си го бара детето назад. Вистина ли е ова? Тужи баба. Видео. Знаеш, Господине, дојде перачката. Сака да ве замоли нешто. Уште ти ја не поврезе. Извинете, господине. Дојдов да ви замолам, ако може дојдем да ги гледам децата секој ден. Кој деца? Моите што ви ги позајмив. Што не ги позајми? Значи, Джим, Вилијам и Наполеон? ги позаимив да те врата. Леле. Че ми го вратите детето или не? Джон, однеси ја госпоđа Пекингтон и госпоđата кај госпоđа Скат и нека им ги врати децата. И да знаете, за нив ќе се грижам и во иднина. Ви благодарам, господин. Аз ви благодарам, господин. Господине, дали сум ви се уште потребен? Па, нема кили, Джим, немам деца, не сте ми потребен, ви благодарам. Догледање, господине. Гледам.
Заради ми вие? Ме сметав за приятели, а вие сте се приключили на оваа лага. И тоа каква лага? Последно, Вилија. Да, Така последно. рече и минатиот пат, гледај Ке си одиш ти или да си одам јас? Но Вилијам, слушни ме, пред тебе не стои повеќе жената што мислеше само на лична разумена. Сега јас сакам деца, но моравме да најдеме начин да се вратиш ти. Доста! Ако толку сакаш деца, обрати му се на однос ако го ручеше во Савој. Јас заминувам. Збогу! Нигде ти не заминуваш. Ќе останеш и ќе ги простиш на жените. Джим, те молам, гледај си ја твојата работа. Тоа и правам. Затоа што тој идиот, клошар, глупак, селјак, хоштаплер, што ручаше со жената сум јас. Ти! Ти не ми глуми, ти знаеш. Да, јас сум. Само што ке ти била исплашена дека нешто може да изамериш и затоа ти излагала. И сега, после 8 месеци од таа лага, гледај каде сме. Джим, заколи се дека тој идиот си бил ти? Не сум идиот. Второ, се колна. Јас бе. Жена ти те сака. 3 деца посвои, само за да се вратиш. А сега сака да имате и ваши деца. Па мораш да ги простиш. Добро. Ако е така, добро. Ке и просто. Така е, да. Кажи му дека е така. Да, така е. Така е. Кажи му и ти дека е така. Така е, така. Така е. Така е. Ама добро ме насамаривте со 3 сина. Не е толку жалај, поневи, ако сакаш да знаеш, Вилијам и Наполеон беа женски. Само Джим беше маш. Джим маш. Джим е маш. Thank you.